Сега, како што сите гледаме, ќе проговориме малку за сончевата светлина. Мислам дека ни останаа уште два закони, ова е шести од здравствените, ни остануваат уште исхраната, за која што може многу да се зборува. Тоа е широка тема, и за верата во Бога, која што може и да ја опфатиме, меѓутоа таа е веќе опфатена, кој знае колку пати сме зборувале за довербата и за верата. Како што еднаш братјани кажа, било каков метод на исцеление да примените од оние, поготово природни, кои што од Господа дадени, не е во методот работата, туку е во Бога. Тој е исцелителот, а ние, за да дојде до исцеление, треба да имаме и вера, секако. Сонцето со наочари за сонце. Сончева светлина. Подосна малку со цитатите. Кој ден беа создадени сонцето, месечината, звездите? Четвртиот. Интересно е сега, ако гледате тamo, размислувате, третиот ден што беше создадено? Копното, нели? Копното, да се раздвојат водите, и да изникне тука трева и така натаму. Тревата, растенијата изникнале уште пред сонцето да биде создадено. Меѓутоа, тоа е Божја работа, па и на крајот на кришта еден ден било во прашање, така да. Затоа што, нели, алудирам на тоа дека без сонцето, што би обстанало на оваа земја? Значи, ни една тревка најобична не може, камоли. Имало светлина имало уште од првиот ден. Така. Значи, во ред, го знаеме тоа се стиховите од 14 до 19 во Битие 1 глава, не мора да читаме, познати ни се. Сонцето е за неверојатни, знаете колку милиони пати поголемо од нашата планета? 1,3 милиони пати. Милиони пати. Не може да го поимеме тоа. Кукава е земјата, да земете сега да ја заобиколите, па одете после 1,3 милиони пати повеќе од земјата. Сончевата светлина која што пристига до земјата е само 2 милиардити дел од целосната светлина што сонцето ја ослободува. Па сепак е доволна за да ги обезбеди сите, значи целата потребна енергија за целиот животински свет, па и за луѓето на оваа планета Земја. Значи 2 милиардити дел, само 2 милиардити дел стига до нас. И замислите си како Господ ја поставил токму на вистинското место, на вистинското растојание, затоа што ако бевме поблизу, ќе бевме спржени, подалеку ќе замрзнавме или како и да е. Но токму на вистинското место, на вистинската позиција, нормално, тој е Бог, знае што е потребно за еден живот. Брановите на електромагнетната енергија патуваат со брзина од 300.000 км во секунда и потребно им е време од околу 8 минути за да ја поминат оддалеченоста од 100 милиони километри за да стигнат до земјата. Значи, ние сме на 100 милиони километри од Сонцето. Скоро ли беше, не знам дали беше тоа шега, некоја ми личи на шега, демек. Не знам, некој е летало тамо најблиску, не знам колку тамо се доближило до Сонцето. Се прашувам дали тоа не се обични лаги само. Сончевата светлина се состои, знаеме, од различни видове на енергија, космичка, гама, X зраци, ултравиолетова и инфрацрвена светлина и видливата светлина во повеќе бои. Значи, како што ги гледаме, нели, боите на виножитото од видливата светлина, што оваа наша планета ја прават онака прекрасна, не е во црно-бела техника, туку баш во разноразни бои. Сончевите зраци го возможуваат испарувањето на водата, кое што потоа паѓа на земјата во вид на дожд или снег, полнејќи ги при тоа реките и резервоарите со сладка и пивка вода, која што е толку многу битна и толку
оскудна во ова последно време и ќе биде, дури тек ќе биде, оскудна и ќе биде злато вредна, затоа што ако слушате, па баш ми текнува на оној коментар на овој педијатар од српски, Несторович, да, он зборуваше на таа тема, знаете, он во пензионерски денови се бави со органско земјоделие. И делува на луѓето од Белград и по големите градови да ги извлече од големите градови по малите места да обработуваат земја. Замислете. Да. И тој кажуваше, дали тоа беше као некоја индијанска поговорка, не знам, не се сеќам како тоа го кажа, меѓутоа кажа, нафтата, вели, цената на нафтата ќе остане, вико нели сега скока, ама ќе остане, ама цената на водата ќе порасне двојно, а цената на храната многу повеќе од двојно. Значи, тука треба да се инвестира во вода, во питка вода, во здрава храна, не да се инвестира само за да се дојде до некоја заработка, туку за нас пред се, за нашите животи, за да можеме ние да се одржиме. Знаеме се искористува водата потоа за производство на хидроелектрична енергија и така натаму. Повеќе кратни се придобивките од сончевата енергија. Соларната енергија исто така не обезбедува со топлина и други видови на енергија, складирајќи се во дрвјата, јагленот, нафтата и природните гасови. Нашиот сончев систем е пасивен, што пак не овозможува директно искористување на сончевата светлина. Што, еве, во наша Македонија е многу малку искористена. Топлите инфрацрвени сончеви зраци, како и топлината од различни извори, се корисни при лечењето на невралгија, невритис, артритис и синуситис. Обично топлината е добра при третирање на секоја болка. Топлината исто така помага во создавањето на природни и здрави телесни масти на површината на кожата, задржувајќи на тој начин нежна и заштитена. Растењето и развитокот на скоро целата храна што ја користиме во нашата исхрана зависи од сончевата светлина. Всушност, енергијата што нашето тело ја прима преку храната е во некој смисол соларна енергија, нели, во складирана во растенијата во форма на масти, јагли, хидрати, протеини и така натаму. Така може да се каже дека е вид на соларна енергија. Ултравиолетовите зраци се антисептици, имаат способност да ги уништуваат бактериите, вирусите, мувлата и молците во воздухот, на водата и на површините. Дури и светлината која се рефлектира од прозорците може да ги уништи бактериите во правот од прозорското крило и подот. И сега, бидејќи повеќето од прозорските стакла задржуваат, дури 95% од ултравиолетовите зраци, не знам како е со прозорците на ровопласт, 95% задржуваат од ултравиолетовите зраци, би било добро што секојдневно да отвориме прозорци, да дозволиме сонцето слободно да влезе во нашите соби, одаи и така натаму, да тргнеме завеси на страна и воздух и сонце да влезе. Не ваков, значи кога е ваков подобро затворете, но за сонцето да. Ултравиолетовата светлина ги убива и микробите на нашата кожа, така што сончањето се покажува како многу корисна работа во лечењето на разни кожни болести. Кој рече некој ни фали сега и море и мислам Маре рече. 2 години. Добро, не мора море, за сончење не мора море. Сонцето го има секаде. Во Македонија имате од 365-300 денови сончеви, најмалку. Сончевата светлина исто така е зголемува издржливоста и дебелината на кожата, правејќи ја помалку подложна и на повреди и инфекции. Видите колку е благодетна сончевата светлина. Јас не можам да се начудам како можев, младост во една смисла, не дека сум престарен сега, но во тие години таму 15 до 20, не знам кога беше период,
по цело лето, по цели денови тенис да се игра. Да, со топка. Па потоа ќе помине летото, па фудбал, или така кој ќе биде посвежо. И ништо да не тие. Знаеме дека сега е многу поштетно сонцето ради озонската обвивка што е уништена, но кога сме кај штетноста малку подолу ако имаме време, правилното, контролирано и умерено изложување на сонце, значи правилно, контролирано и умерено, нели зборувавме за умереност, треба се да биде умерено, ја заштитува кожата зголемувајќи ја низиниот природен отпор кон штетно влијание на ултравиолетовата светлина и дава убав кадифен тен. Ултравиолетовата светлина го претвара холестеролот во кожата во што? Во витамин D. Овој витамин е неопходен за правилно искористување на калциумот во телото, со што служи како превенција од рахитис и остеопороза. Витаминот D се додави во некои врсти на храна и нели посебно беше препорачуван ова последно време, D3 витамин за корона и така натаму. Но видите, секогаш со оние синтетички одделени витамини, па ваков, па таков, треба да бидете внимателни. Колку што слушав, разбрав, нели, кога се зборуваше на телевизија околу оние протоколи за короната, па нели се нагласуваше, па Македонија нема ни некој протокол, па не знам што. Разбрав и слушнав дека во Србија е строго забрането користење на антибиотици за лечење на корона и овие вештачки големи количини на витамини. А за сметка на Србија, ние сме тука, нели, соседјама кај нас антибиотици колку сакате, од најсилните. И потоа имало волку смртност, имало толку смртност. Витаминот D се додава, значи, во некои врсти на храна што ги конзумираме. На овој начин постои можност од преголемо земање на овој витамин, но тоа не е случај кога го добиваме преку сончевата светлина. Биги тогаш телото го искористува според потребите. Поле? Не поминуваат низ стаклото, да. Не е тоа. Вашето тело нема пристап до УВ, те мислам дека беа тие зраци, пошто во најголема концентрација ги има од 10 до 2. Отприлика во тоа време кога што ни кажуваат да не излегуваме, да. Значи тоа се должи заради аговото напаѓање на зраците, да. Витамин. А D-витаминот не е само D-витамин, тој е ималовина хормон. Значи, почнува од холестеролот, се менува, стига до D-витамин, се врши еден куп други функции, се создава тестостерон со помош на него, значи еден куп работи зависат од тоа дали ние ќе излеземе надвор на сонце и дали ќе бидеме тоа во доволна мера, значи секојдневно. Да. Значи, поентата е надвор да бидеме, да поменуваме време на... Иако не треба многу, значи, доволно е мала површина од кожата да биде изложена барем 1 час дневно на сонце. Гледајте тоа да биде на план. Добро, да. Точно, уште подобро со мотика и патем, ако ултравиолетова светлина го претвара холестеролот во витамин D, тогаш, што значи тоа? Помалку холестерол? Ако повеќе се изложувате на сонце. Еве го тоа, значи, за добивање на минималната дневна потреба од витамин D, потребно изложување на мал дел од нашето тело на директните сончеви зраци само за време од 1 час. Штета е во Македонија да живеете, каде што 300 дена, и повеќе од 300 дена се сончеви,
И да имате проблем со рахити, со остеопороза, со недостаток на витамин Д и така натаму. Штета. Ај следниот пат ти ќе се качиш тука. Пошто мислам за да биде забележано баш. Не вака. Знам дека имаш знаење, повише и од мене. Сончевата светлина го подпомага регулирањето на скоро сите телесни процеси, почнувајќи од нашиот ум па се до нашите нозе. Од тука до долу, значи. Докажано дека сончевата светлина го подобрува нашето целокупно здравје и го подобрува спиењето. Ултравиолетовата светлина, навлегувајќи во нашите очи, стимулира една посебна жлезда, што пак помага во регулирање на нашите дневни циклуси. Кажано е дека темните ноќи и светлите денови им помагаат на хормоните во телото да функционираат правилно. И пак може да му спомнеме оној мелатонин тука, кој што ако ги ја поминеме ноќта онака, да правиме од ноќта ден, нити мелатонин се лачи, нити батериите добро ќе ги наполните, ни ништо, ќе бидете уморни. И така натаму, и така натаму. Затоа зборувавме 2 часа пред полноќ барем легнување, кога баш се лачи, значи кога паѓа темнината, не баш со кокошките, нели, ама тука некаде 9-10 часот. Го спомнавме и тој дел, мислам дека и тогаш и сега ќе го напоменам, значи со овие лед светилки кои што ги има, нели, во разни бои, подобри се оние жолтите. Затоа што белата е слична на дневната светлина и затоа и делуваат лошо на лачењето на мелатонинот. При сончењето доаѓа до намалување на крвниот притисок и брзината на дишење. Овој резултат е посебно позитивен во случај кога станува збор за висок крвен притисок и за брзано дишење. Исто така доаѓа до стабилизирање на нивото на шекер во крвта, со забелешка дека диабетичарите треба да бидат предпазливи кога се сончаат, бидејќи се подложни на изгореници повеќе. Сончевата светлина го стимулира создавањето на повеќе црвени крвни зрнца, ја зголемува присутноста на кислородот во крвта, а со тоа и издржливоста на мускулите, а и циркулацијата сама на крвта. Значи, рековме, циркулацијата е многу битна за нашето целокупно здравје. Исто така го стимулира и создавањето на белите крвни зрнца и искористеността на кислородот, што му помага на телото да ја одржува својата одбрамбена способност према болестите. Иако некои видови на кожен рак се непосредно поврзани со изложувањето на сонце, сепак со сончањето се намалува можноста од појава на некои многу посериозни внатрешни видови на рак. И патем кожните видови на рак не се добиваат толку од сонцето, колку што се добиваат од она што го ставате на кожата кога се сончате. Исто така забележано е подобрување на апетитот, како и асимилација или елиминација и метаболичките процеси. Отровните химикали и тешките метали се отстрануваат од крвните садови побрзо, доека нивото на корисни минерали во крвта се зголемува. Јачината на мускулите се зголемува дури и кај оние лица кои што не вежбаат, со изложеност на сонцето. Откриено дека сончевата светлина може да биде корисна и во лечењето на некои стомачни чиреви дори. Да не одиме надолу, можем само да спомнам тука некој дел кај што пред се треба да внимаваат при сончење, оние кои што имаат по бел тен, значи, односно плавите луѓе, русокосите, тие се повеќе подложни на изгореници, значи јас не спаѓам во тие, немам гајле. А сега да видиме некои од цитатите. Иако ми недостасува многу сончење, наистина. Духот на проштото, да видиме што вели. Болните сами често бегаат од сонце. Тоа е еден од најмокните лекови на природата. Многу е едноставно да се ужива во зраците на Божјето сонце и да се пушти да го краси нашиот дом.
токму затоа тој лек не е во мода. И луѓето гледаат сонцето никако да не дојде до нивните трпезари и спални соби, навлекуваат завеси и спуштаат ролетни како овие зраци да го уништуваат животот и здравието. Вели, не се од Бога многуте неволи од кои страдаат смртните луѓе. Од собствена лудост ние се лишуваме од благодетите кои Бог ни ги подарил и кои кога правилно би ги користеле би биле од непроценлива вредност за обновување на здравието. Ако сакате вашите домови да бидат здрави и навистина привлечни, осветлете ги со воздух и сонце. Тргнете ги своите тешки завеси, отворете ги прозорците и ролетните. И радувајте се на изобилството на сонце, дури ако тоа им пречи на вашите килими. Може би драгоценното сонце ќе направи вашите килими да избледат. Килими во тоа време, или не знам, теписи, што сакате. Но затоа ќе даде здрава боја на вашите деца. Ако чувствувате Божјо присуство и љубов во срцето, еден скромен дом исполнет со воздух и сонце, во кој владее несебично гостопримство, земјата ќе биде небо за вашето семејство и за уморниот патник. Мојот живот денес. Бледата и слаба билка, која во рана пролет едва ја пробива студената земјина кора, за само неколку дена под влијание на живот од давните сончеви зраци добива природна, здрава, темно-зелена боја. Излегувајте често на светлината и топлината на величественото сонце и заедно со растењето на вегетацијата на растителниот свет уживајте во неговите живот од давни зраци. Колку убави едноставни зборови. Тие што имате дома некои тревници и така натаму, знаете дека кога ќе падне дожд, па кога ќе опече сонце, требата по неколку сантиметри на ден расти. И само што сте окосиле, пак стигнало за косење. Ама тоа е токму и заради водата, и заради сонцето, делувањето на сонцето, а ние се криеме. Малкумина се оние кои сваќаат дека треба да уживаат во богатството на сончевата светлина, чистиот воздух и телесните вежби, кои сакаат да уживаат во здравието и да бидат среќни. Ги жалиме малите деца кои се зад затворени врати, додека сејајното сонце осветлува се. Своите момчиња и девојчиња облечете ги удобно и соодветно на годишното време. Тогаш пуштете ги надвор да вежбаат на свеж воздух, да си играат, нели? Да уживаат во здравието и среќата. Тие денови, каде беа тие денови? Сега децата тешко навистина да ги извадиш надвор, но сепак се може. Ни една просторија во куќата не смее да биде без веселата, оживувачка светлина и сончевиот сјај. Тој бесплатен небесен подарок за човекот. Вежбајте и користете ги бесплатните дарови на воздухот и сончевата светлина. Благослови кои небото бесплатно ги излева на сите и ќе примите живот и сила. Многу убави зборови, многу поучни зборови. Сега сетете се, толку им успеа, подосно знаете дека почнаа движења, почнаа протести и така натаму, па уставни судови, па го наоѓаат тоа како неуставно, знаете, она затварање на почетокот, тие 2-3 месеци колку траја кај нас. Ни сонце, ни воздух, ни... Да не беше случајно тоа. Од ѓаволот потикнати како да ни го уништат уште здравието додатно. Па психа, па немаш... Да, така. Ма не на село, во Пребег беше по друго. На крај Штип. Никој немаше ни да те види дали си излезен или не си там. Слава на Бога, значи мора да ги користиме. Ови се едноставни дарови, Божи дарови, дарови на природата, како сакате, и сонцето, и воздухот, и водата, и вежбите,
за да бидеме здрави. И не треба тоа, да, точно, може би треба некој напор да вложите, па не знам, полесно ни е некојаш, ај Д витамин, ќе испијам некоја таблета, ај не знам ова, ај не знам тоа, ај не знам, ќе си купам, не е лошо и тоа, ама не си надвор, ќе си купам од оние лентите за трчање, како се викаат. Траки, да, лента. Меѓутоа, не е исто како надвор, не е исто како на сонце, на воздух, така натаму. Нека Господ ни помогне да се држиме, да ги почитуваме овие доктори, овие здравствени закони и ќе биде се подобро со нас. Боже и Господе, Ти благодариме за сите благодети, сите дарови, што ни ги даваш, па и сончевата светлина, толку значајна, толку битна за нашето здравје. И навистина, кога овие неколку аспекти, ако ги земеме, овие неколку здравствени закони, сонце, вода, воздух, физичка активност, едноставно заклучокот е на погрешно место сме, во град сме, треба некаде надвор, каде што, да, сонце има и тука, меѓутоа, нема ни чист воздух, нема ни водата и така релативно, меѓутоа многу други работи недостасуваат овде во големите градови. Затоа, Господи, потекни не, меѓу другото и размислувајќи на овие теми, да размислуваме во тој правец и не само да размислуваме, туку и да делуваме, да сватиме дека навистина, ако не ги почитуваме здравствените закони што си ни ги дал, тогаш нема што да очекуваме, кој знае колку здрави да бидеме, а живееме во време кога навистина хараат и уште повеќе ќе ги има разни болести, што вештачки направени, што едноставно од самите околности и како последица на гревот и тоа што оваа земја веќе не може да поднесува, веќе 6000 години. Значи, навистина ќе имаме големи предизвици на здравствен план, затоа мораме да се свртиме кон Тебе и да Ти бидеме послушни. Води не, Господи, во оваа нова седмица и чувај не од лукавиот и од секакво зло, а за се Ти благодариме во Христово име од се срце. Амин.